Председателке, пратите добро и вие, а и тие што ве координирате и читајте тек на седница и отварање на точка. Чекайте, председателке. Колешке, значи, кога ќе отворите точка, ќе дадете збор да го образложи министерката законот како вие сега што сакавте да направите. Откако ќе го образложи законот, отвара општа расправа. Срам ми е да ве учам професор по правост. Отварате општа расправа. По отварањето, по завршувањето на општата расправа, поминуваме на амандманска расправа. Од моментот кога ја отварате точката, член 171д, став 1, вика 2 дена дискутираме, не од вчера, не од завчера, како што сакаат да ви кажат. Вие дадовте збор на министерката да почнеме со точката. Не ми кажувајте од вчера, од завчера сме почнати. Тотално направивте хаос со седницава. Водење тек и расправа по однос на седница, односно работно тело комисија, ви е напишано тука. Земете еден сат пауза, прочитајте, вратете се, извинете се на граѓаните, на македонската јавност, на медиумите, на новинарите и дајте да почнеме со нормален тек на оваа седница. Втора работа. Дозволувате процедурално само на координатор и заменик координатор. Ја не сум член на оваа комисија. Што ако по некој случај не сум овде јас и заменичката координаторка? Не можат да се јават на процедурално членови кои што сакат да најдат забелешка на вашето водење на седницата. Па дајте ве молам, ова во Северна Кореја го нема. Ова во Северна Кореја го нема. Срамота е ова што го правите. Срамота е. Вратете се у нормала. Извинете се на тие кои што ви дадоа задача. Кажете, колеги, ја ова не можам да го завршам денес затоа што ја измешавме работата. И почнете да ја водите седницата како што треба да ја водите. Почнете да ја водите. Ова е срам за вас, за никој друг. Тие таму што имаат ветено на тие суди и обвинители ќе си ја завршат работата. Сраме за вас, сраме за собранието, сраме за демократијата. Ова што го правите тука и што пробувате, сме расправале по амандманска работа. Па кај ви е општата расправа? Па кај ви е отварањето? Па каде е министерката да го образложи законот? Па да поварате кој ќе се јави на општа. Немојте, не сте први пат на седница. Ќе ја завршите кога тогаш. Решени сте, ве гледам јас. И тоа ќе го прочитате на крај, јас што го прочитав. Дека нема време за повеќе амандмани. Све тоа што ви го кажат, све ќе направите. Немојте да се бламирате, срамота е. Вчера имавме физички инцидент, лошо за јавноста, денеска имаме морален, имаме интелектуален инцидент. Срамота е, вербален инцидент. Срамота е ова што ни се случува во собранието. Сега, за информација. Ќе излезам од салава за да можам по вашите толкувања да дадам процедурално на колешката, а потоа и таа ќе излезе за да можат членовите и замениците да се јават за процедурално. Благодарам.